Подржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и официјално го прогласија за започнат 4-тиот Илинден преку маршот од владата собрание. Со пароли за единство, а клетви кон албанците, неколку илјади демонстранти побараа од партиите да не прифаќаат платформи кои според нив се погубни за земјава. Бараме ниту една политичка партија во Македонија да не ја подкрадува и уважува дискриминаторската политика на одредени земји. Бараме ниту една политичка партија да не прифаќа платформи создадени за туѓи интереси во туѓи држави без изборен легитимитет, чија цел е разнебитување на Македонија каква што ја знаеме. Дел од демонстрантите пак протестираат против тоа новата влада да биде предводена од лидерот на СДСМ Зоран Заев, бидејќи сметаат дека ќе се влоши животниот стандард. Јас сум од Егејска Македонија и од тоа лично живеам, немам никакви дополнителни приходи. Дека со новата влада нема да имате редовно пензија? Не верувам овој, зашто да го рискирам јас ово што го имам? И се експеримент ќе прават на мене. Па на лопов се давали држава. Што знам, ја мислам дека да имаше други избори, да има, мислам дека ќе се смени ситуацијата. Поминувајќи покрај Народната канцеларија на председателот Иванов, демонстрантите скандирајќи му порачаа на шефот на државата да не му го додели мандатот на Заев. Иако протестот беше најавен како мирен и непартиски, сепак можеа да се забележат голем број активисти и поддржувачи на ВМРО ДПМНЕ, а новинарите на неколку медиуми, меѓу кои и ТВ24, беа мета на етикети, навреди и вулгарни зборови.